Струмичкиот центар за култура Антон Панов се уште чека пари од Министерството за култура за санирање на покривот кој е целосно дотраен и од каде прокиснува целата внатрешност. Различни раководства на објектот, изграден пред безмалку 4 децении, со години алармираат дека е потребна целосна реконструкција за да може да продолжи обновата на центарот во внатрешниот дел. Што и напоменав, најголем проблем е кровната конструкција и протекувањето. И минатата недела јас разговарав со министерката и побарав тоа да може да се реши што поскоро, видејќи што и да направиме внатре. Примерно да направиме замена и на цела гарнитура во големата сала, се тоа ќе е залудно ако не се поправи кровот. И од нивна страна имаме позитивно мислење и тие се спремни да се одобрат финансиски средства со цел да го решиме тој проблем. Меѓу поитните зафати, освен покривот, е и замената на електричната инсталација на Центарот за култура, но и санација на стаклената фасада, што е енергетски целосно неефикасна и објектот тешко се загрева. Оваа година прави 37 години постоење и работи со објект со околу 8.000 метри квадратни површина. Со исклучок на некои неопходни и итни интервенции поради дотраеност, нефункционирање на одредена опрема или постројка, сепак неопходни се следните интервенции кои што треба да ги направиме, како и мајќи предвид и тековната состојба со специфични позиции за приоритетни зафати. Тие се следните најитни интервенции што треба да се превземат, како например промена на системот за парно грејење со преориентација за грејење на газ, санација и обновување на санитарните јазли, замена на дотраена водоводна инсталација, санитарна галантерија. Центарот за култура во моментов е најголемата културна институција во Струмица, каде е сместен и ансамблот на Народниот театар Антон Панов.